Tačno che ja sakam, ugosta ja svoja, Skopje kaže mi. Општина Илинден продолжува со подобрување на патната инфраструктура, при што е асфалтиран спојот на улиците 10 во локалната економска зона Ограѓе, населба Илинден. Овој дел е клучен за функционирањето на стопанските субјекти во зоната и за улеснување на утринскиот сообраќај кон подрачното основно училиште Гоце Делчев. Дополнително поставени се цевки под коловозот за одведување на атмосферските води. Општината ќе продолжи со проектот за подобрување на локалната инфраструктура во насока на економскиот развој. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со општина Центар и сообраќајната полиција санкционираа 91 непрописно паркирано возило со специјалните возила Пајак. Акцијата ќе продолжи со цел решавање на проблемот со сообраќајниот хаос и непрописното паркирање на територија на општина Центар. Општина Аеродром обезбеди над 860 таблети, уреди за четвороделенците по сите основни училишта, финансирани од општинскиот буџет. Веде градоначалникот Дијан Митески, министерката за образование Весна Јаневска ги поделија таблетите во училиштето Ѓурѓа Пулевски. Проектот, кој се спроведува веќе трета година, има за цел да го унапреди образовниот процес и да развие дигитални вештини кај учениците. Митески истакна дека ова е дел од пошироките инвестиции во училиштата, додека Јаневска ја нагласи важноста на соработката меѓу локалната и централната власт во дигитализацијата на образованието. Кисела вода од заборавена стана модерна и урбана населба, изјави градоначалникот Орце Ѓорѓевски. Тој истакна дека по неговото доаѓање на функцијата започнале значајни инфраструктурни проекти во Пинтија, како реконструкција на улиците Јабланица и Саса 12, изградба на пешачки патеки, парковско зеленило и спортски центри. Пинтија за прв пат добива спортска сала и фекална канализација, а по завршувањето на инфраструктурните проекти, сите улици ќе бидат асфалтирани. Таму е Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rastu te sni.